Добро утро! Стартува ново во градот. Јас сум Јована Костадиновска и ќе ве водам низ следните 50 минути заедно со моите колеги од Кратово, Штип и Велес низ најновите случувања директно во ново во градот. Добро утро, колеги! Со мене се Ивица Стојановски во Кратово, Дијана Иванова во Велес, ја очекуваме и колешката од Штип да ни се приклучи, Билјана Иванова. Добро утро, ви посакувам убав и успешен ден пред се. Најновите информации ќе ги доловиме од вашите градови, но денешното издание го најавив неколку пати. Денешното издание го започнувам и му го препуштам на колегата Ивица Стојановски. За прв пат влегуваме во Кратово. Ајде да го представиме Кратово. Кратово, музеј на отворено. Зошто е така? Така е. Така, Јована, исправаме една, така да кажем, неправда, затоа што доцна прв пат го посетуваме Кратово во ново во градот, навистина интересно место, како што кажа ти, жив музеј, музеј на отворено. Верувам дека повеќето знаат дека се наоѓа во североисточниот дел на Македонија, меѓутоа можеби не знаат дека се наоѓа во кратерот на изгаснат вулкан, така барем говорат географските и релјефните податоци. Нема многу жители, околу 10.000, има околу 1000 куќи, главнината од нив се изградени во стара типична македонска архитектура. Поврзани се деловите од градот со 5 моста, а покрај мостовите, нешто карактеристично за Кратово, се и старите кули. Камени се и кулите и мостовите, токму тие, како што кажав, и го даваат оној епитет на Кратово, град на кулите и на мостовите, а покрај со кулите и мостовите може да се пофали и со преубава стара чаршија. Кога сме веќе кај Кратово, да споменеме дел од историјата, дека во минатото бил познат по рудниците, Кратискара било неговото име во римскиот период, главно познат по рудниците од злато и бакар. Ако што кажав, тогаш тие метали се преработувале тука во градот. Градот се разбира бил поголем и чаршијата, па дури и до ден денеска од кратовските мајстори се пренесуваат од генерација на генерација по некоја тепсија или бакарна тава. Се насе многу што има да понуди Кратово, жителите се горди на она што го имаат, како што кажав, кулите, мостовите, старата чаршија, меѓутоа може да се истакнат и со многу чист воздух, убава пријатна клима, убава чиста природа, секако да се пофалат и со нивното гостопримство, една посебна кујна која што секој би требало да ја проба, и се тоа заедно го прави Кратово едно посекувано место како туристичка дестинација и во последно време и најпосетувано градче на Балканот. Ако не кажев, тоа е најсторото всушност градче во Македонија, може да се каже и на Балканот. Повеќе ќе погледнеме од репортажата на колешката Виолета Зафировска. Град на злато, кули и мостови, град на прекрасна архитектура, еден од многуте градови носители на македонската историја, место во кое живеат луѓе со топли срца, место каде може да ги вкусите најубавите традиционални македонски јадења, да се одморите и да го пронајдете својот душевен мир. Доколку набројуваме какви се епитети и вредности носи низ годините Кратово, тогаш ќе нема крај на приказната за најстариот град на Балканот. Во Кратовско и околните села покрај старите занаети како ковачи и којунџи, земјоделието е примерна професија. Многу семејства од сопствено производство на земјоделски култури обезбедуваат екзистенција. Кога ќе го минете Гровчанскиот мост, еден од неколкуте, веќе сте во центарот на градот. Приказните за Кратово се едни од најубавите, но доколку ги слушнете од поупатените кратовци и за било кое и да се одлучите, сигурно нема да ви стане досадна. Во Кратово живеело различно етничко население. Муслимани, евреи кои според податоците биле 38 семејства, католички семејства кои имале своја црква, голема Богородица, и секако православните семејства кои живееле во познатото рибарско мало. Во туристичката понуда на Кратово секако се застапени единствените мостови кои се изработени од полуобработен камен. Во почетокот на 20 век се уште имало живи 14 мостови. Од нив денес функционираат Гровчанскиот мост, Подчаршискиот, Јокширскиот или Свинскиот мост кој има уста и очи, Баждарскиот кој има еден обичај за секој оној кој поминува преку него треба да плати, тече Табачка река, и секако најпрепознатливиот мост изграден според трогателна приказна е Радин мост. Остатоците под Радин мост се уште може да се видат на прочуениот Радев мост. Кога чекоревме ни старата калдрма која говори за некое друго време од минатото, старите градби на куќите речиси споени една до друга, со мали балкони и порти од дрво, пред кои може да се забележи и по некој стар дедо како одмора.
Еве, токму од тука, од Гровчанскиот мост, во позадина е градскиот музеј на Кратово, во непосредна близина е и чаршијата, она што останало секако од поголемата стара чаршија. Ви покажуваме со што се може да се пофали Кратово и што се може да понуди на туристите кои што доаѓаат тука, а ги има многу во последно време, токму за тоа и ќе разговараме со денешната моја соговорничка Кристина Петровска од општина Кратово. Благодарам што прифативте да бидете дел од Ново во градот и може веднаш да го почнеме разговорот со тоа што вие организирано им нудите на туристите кои што доаѓаат и го посетуваат се во поголем број Кратово. Така ви благодариме и на вашето внимание. Кратово како град секако е познат по својата богата историја и традиција и култура и не е случајно нели го нарекуваме град музеј или музеј под отворено небо и секако препознатлив по своите символи, така наречени мостови и кули, односно град на мостови и кули. Пред се Кратово нуди, да кажам, највеќе содржини во однос на културата, односно во однос на културниот туризам. Токму поради тоа што го споменав, како град со навистина богата историја, во последно време се повеќе се зголемува интересот на туристите за посета на Кратово и пред се ќе кажам дека тука е автентичноста која што ја нуди градот, значи она автентичност која што може да ја почувствуваат самите туристи. Како што споменав, кулите се препознатливи символи на градот, во минатото ги имало 13, инаку се изградени во средниот век, односно при крајот на 14 век, поточно пред доаѓањето, односно инвазијата од османлиите, со цел да го заштитат тоа богатство кое што го имал тогашниот град Кратово. Инаку како рударски центар Кратово е познат низ целата своја историја, бил едно од најголемите наоѓалишта на сребрена и на златна руда и токму поради тоа тука Кратово станува, односно во Кратово се создава една од најстарите монетоковачници. Значи градот низ целата своја историја бил значаен освен рударски, економски центар, а со тоа прераснува и во културен и духовен центар. Како што кажавме, кулите се сведоштво за тоа, а секако и мостовите кои што ги има во голем број и пред се карактеризираат со таа своја автентичност и убавина. Освен кулите и мостовите, како што спомнавте вие претходно, тука е старата автентична македонска староградска архитектура, тука е чаршијата и секако црквите кои што повторно сведочат за тој духовен живот кој што градот го имал во минатото, па еве да кажам и се уште и денес. Во минатото имало околу 80 цркви во градот и во околината на градот, а денес имаме 3, две од нив низ од 19 век и една секако посветена на нашиот патрон и заштитник светиот Ѓорги Кратовски. Поточно, тоа е патронот на градот Кратово, кога го славиме патрониот празник на градот, односно денот на неговата славна маченичка смрт, односно упокојување на 24 февруари. Еве, кои се презнаење треба да ги има некој ако сака да стане кратовска снаа, затоа што може да забележат по акцент од гледачите дека не си од Кратово, туку си од Битола, 9 години си мажена тука, меѓутоа веројатно подобро и од некој кратовци го представи сето ова. Многу се културно-историските знаменитости кои што се овде, а се работели на нивно зачувување да останат за наредните генерации. Знам дека пред некое време доаѓа тука од дирекцијата за заштита на културното наследство за конзервација на дел од мостовите. Ти ќе ни кажеш нешто повеќе за кулите. Така, значи, како што спомнавме, големо е културното наследство на Кратово, односно е многу значајно и не токму и затоа Кратово е прогласено како едно заштитено подрачје, односно самото централно јадро на Кратово е заштитено со Законот за култура. Како што споменав, од големо значење се сите овие културно-историски споменици пред се кулите. Значи, како што спомна, во минатото биле 13, денес имаме 6, но 3 од нив се реставрирани, реконструирани и денес се ставени во функција. Значи, една ни е сад кулата, каде што ни е поставена историската поставка за градот Кратово, значи како Кратово се развивал низ вековите, така и наречена Кратово низ вековите, која што туристите имаат можност да ја посетат секој работен ден, исто и за викенд. Тука е Симикевата кула и моментално се работи на Златковата кула, каде што ќе има повеќе историски поставки и во скоро време треба да биде отворена и би споменала дека се работи и на заштита на фреско живописот на црквата Свети Јован Крстител. Добро, и еве за крај на овој дел од јавувањето од Кратово, нешто кое што настрана од културно-историските и природата ги привлекува туристите и она што се случува тука преку летото, а тоа се доста интересни настани, каква ќе биде понудата и од кога почнува всушност оваа година. Така, значи, освен овие содржини кои што ги споменавме, тука се и културните настани кои што би го збогатиле секако престојот на туристите кои што би дошла нели во нашиот град. Оваа година исто така е предвидена богата програма, богато културно лето.
отворањето на културното лето би било на 11 јуни, кога всушност е и ден на културата, со тоа што новој ден би отворила една позната традиционална поетска манифестација Лесновски звона, која што е во чест на нашиот кратовски поет Чедо Јакимовски. И секако тука еден фолклорен фестивал на кој што е во организација на Домот на културата и културно-уметничкото друштво Ефрем Каранов, кој што функционира во Кратово. Секако ова културно лето продолжува со златните денови кои што веќе преминуваат во еден традиционален настан, навистина посетен не само од граѓаните на Кратово и од регионот, туку и од целата наша република, нели и пошироко. Тоа е еден голем фестивал, тридневен фестивал, музички фестивал и оваа година ќе се потрудиме да донесеме навистина привлечни музички имиња, да направиме навистина убава, разновидна музичка програма. Секако во рамките на културното лето и топлиот културен бран, каде што во рамките на овој топол културен бран, кој што е организиран со поддршка на Министерството за култура, планираме повеќе настани од повеќе уметнички области, секако тука е музиката, планираме повеќе музички концерти, театарот, театарски представи, меѓу кои театарска представа за деца, значи нема да ја занемариме не младата публика, тука и литературата, поетски читања и така натаму. Кристина, ти благодарам. За сега се посветивме повеќе на туристите кои што доаѓаат, меѓутоа не е фер да не споменеме и нешто кое што се однесува тука на овдешните жители, нешто кое што е актуелно, а тоа е реконструкцијата на градскиот пазар, кој што ќе биде покриен, токму на тоа се работи во моментов, па предлагам да го погледнеме предлогот на колешката Христина Николовска. До крајот на годината, жителите на Кратово ќе добијат нов, модерен, зелен пазар, кој ќе ги задоволи нивните потреби за удобно пазарување. Градишните активности се во тек, а средства се обезбедени преку заем од Светската банка во износ од 30 милиони денари, информираше градоначалникот на општината Мите Андоновски. Пред неколку дена започна изградбата на зелениот градски пазар во Кратово. Сега знаете на какво место беше пазарот под отворено небо и луѓето нема услови да пазаруваат ако има дожд, снег, значи условите беа за никаде. До крајот на годината пазарот ќе биде завршен, обезбедени се околу 32 милиони за изградба на покриен пазар, каде што ќе има најнормални услови луѓето во било какви временски услови да пазаруваат. Во Кратово постои традиција во сабота сите луѓе од селските населби да доаѓаат и да носат своји земјоделски сточарски производи, а луѓето од градот да се снабдуваат и да пазаруваат за цела седмица. Иако има сега и по маркетите, по пилјарите, секакви земјоделски производи, сепак традицијата во Кратово останува. Луѓето излегуваат да се видат со своји пријатели од селските населби, да разменат мислење, искуство, да поседат, да поразговараат. Во рамки на инфраструктурните зафати на општината ќе се уредува и улицата Свети Ѓурѓи Кратовски, а во наскоро време ќе започне и изградбата на модерен паркинг простор, со што комплетно ќе биде уреден влезот на градот. Ивица, можевме да видиме дека проекти се реализираат во Кратово, значи се гради, се зголемуваат нели можностите. Од инсертите кои што ни ги подготвивте, можевме навистина да го видиме Кратово многу убаво ни го доловивте. И сега мене ме интересира како изгледа еден ден во Кратово денес, како изгледа петочки ден во Кратово. Можеш соговорничката да ја прашаш, иако кажа дека е битолчанка, навистина многу убаво ни го представи Кратово. Што ти значило да бидеш кратовска сна? Така, тоа се презнаењата, како што кажав, прашуваш Кривопаланчанец и битолчанка за денот во Кратово. Јас можем да кажам дека како и во Кривопаланка и тука сабота е пазарен ден и тогаш мислам дека е најраздвижено. А еве Христина ќе ја прашам, таа 9 години како што кажав живее тука и може малку веројатно поопипливо да ни покаже како изгледа еден кратовски вообичаен ден. Така, Кратово, како што кажавме, едно мало градче, навистина плени со својот спокој и мир кој што го нуди, и токму затоа и мене ми е, можам да кажам, убаво тука, и мислам дека тоа е една од причините поради која што им се допаѓа на туристите, бидејќи навистина се презаситени од тие големи метрополи, од тој брз начин на живот кој што го има таму, за разлика од тоа Кратово со својата автентичност, со својата природа, култура, со својот мир и спокој кој што го нуди, надополнет со сите тие содржини како и убавата храна и традиционалните настани, навистина представува едно убаво, мирно, спокојно градче кое што навистина им го предложувам на сите посетители кои што не биле да го посетат.
Вистина ти благодарам многу за сето за ова утро. Јована, ќе кажем дека ако претходно можеби беше изговор за недоаѓањето лошата патна поврзаност од пред неколку години, има исклучително модерен регионален пат кој што го поврзува со Кратово, со Куманово, со Крива Паланка, со Штип, така што како да се движите едноставно низ Швајцарија, тоа повеќе не е изговор, затоа и јас топло препорачувам. Пробајте кратовска пастрамајлија, тукашната КЦ на стол. Немавме ова утро време да спомнеме воопшто ништо ни за куклица, токму цела веројатно вклучување ќе одделиме за оттаму во некое наредно издание, меѓутоа верувам дека сето она што ви го прикажавме беше доволен предизвик за сите оние кои што е викендов, можеби се слободни, а немаат ништо испланирано, да дојдат тука во Кратово. Повикавме многу луѓе, ама со колкав капацитет располагаме сместувачки, на колку луѓе ние може да одговориме во Кратово? И интересни настани исто така и за летово се најавија, што пред се привлекуваат голема публика. Како е со сместувачки капацитети? Па така, градчето е мало и се работи на тој случај. Нема многу сместувачки капацитети, не се бројни хотелите и престовалиштата, околу 150 на луѓе. Меѓутоа се организираат тури, главно или еднодневни, оние кои што престуваат повеќе, секако можат да најдат престој, ако не во сместувачките капацитети, во некои од куќите кои што се издаваат. Секој кој што е заинтересиран, мислам дека ќе се снајде и тоа што е најважно, ќе си помине убаво, затоа што има тука што да се види, што да се почувствува. Целото место блика со историја, на некој начин има врска со минатото, нетипично место за македонски услови, со навистина многу камени градби, тесни сокаци, како во некое старо италијанско село. Има македонски примеси, секако сето што го прави Кратово да е Кратово. Ивица, ти благодарам и на вистина и убаво и го прикажавме денеска Кратово, што би се рекло кратко време, ама сладко баш ден пред викенд. Дадовме предлог викенд дестинација каде можат да отидат сите кои што не гледаат. И благодарам уште еднаш за ова јавување во Кратово. Ветивме на самиот старт дека нема да ни биде последно јавување од таму, значи за кратко време ќе обезбедиме и информации плюс ти ни начина и некоја тема која што не сме обработиле. Ти благодарам, ти посакувам убав и успешен ден. Почитувани, се надам дека се со нас го задржуваме вашето внимание. Билјана Иванова од Штип ни се приклучи. Билјана е пред Штипскиот универзитет, кој што денеска потпишува договор за уште една меѓународна соработка. За што станува збор? Токму така, Јована, добро утро, односно добар ден до сите оние кои се раднобудни во овој момент се наоѓа на фреквенцијата на телевизија Нова и ја следат емисијата Ново во градот. Ово утро се вклучуваме од Штипско Ново село, од пред ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев. Тука овој објект има големо значење за штипјани и за новоселци. Тука било училиштето каде предавал и ја вршил својата учителска дејност Гоце Делчев и им го предавал нивното знаење на неговите ученици. Сега овој објект се користи за ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев, кој има голем број меѓународни соработки. Затоа со кој се имаат потпишано меѓународни соработки, ќе поразговараме со проректорот за настава, професор доктор Кирил Барбареев. Добро утро и добре дојдовте во Ново во градот. Добро утро и благодарам на поканата. Еве сега, кажете ни, универзитетот, иако е најмлад, е најбрзо растечки универзитет во Република Македонија и има многу направено за овие години од неговото постоење во однос на меѓународната соработка. Па кажете ни, со кој се имате склучено меѓународна соработка? Меѓународната соработка е една од трајните определби на универзитетите. Токму од таа причина Универзитетот Гоце Делчев во изминатите 8 години имаше една динамична, така да се каже, еден динамичен период во кој што успеа да воспостави со повеќе од 100 универзитети од скоро сите континенти на светот. Станува збор за соработки кои што се одвивале можеби и пред основањето на универзитетот, имајќи во предвид дека 3 факултети всушност беа поранешни единици кои што имаат подолго искуство. Во моментот универзитетот е и во член на Асоциацијата на европски универзитети. Меѓународната соработка е една клучна компонента која што е важна за сите факултети, за сите единици на универзитетот и од тука всушност таа меѓународна соработка значи воспоставување, негување и развивање на сите оние важни компоненти за наставата, науката и апликативната дејност на универзитетите.
Таа може да тргне од било кој индивидуалец на универзитетот и нормално од стратегијата на универзитетот и од секоја единица која што воспоставува своја соработка и развива своји проектни активности, размена на студенти и се она кое што всушност може да се случи помеѓу универзитети и помеѓу креативни луѓе. Токму така, еве денеска повторно ќе бидеме сведоци на уште една меѓународна соработка на Универзитетот Гоце Делчев. Станува збор за соработка со Универзитет од Русија. Па кажете ни нешто повеќе за оваа соработка. Станува збор за два универзитети од Русија кои што денес всушност ќе подпишат договор со Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Едниот е Висока бизнис школа и економски универзитет, а другиот е педагошки универзитет. Всушност пред подпишувањето веќе започнува една меѓународна конференција. Повеќе од 20 професори од Русија всушност ќе имат заеднички средби со колегите од економскиот факултет во Штип. И една од стратегиите кои што ќе се развие всушност ќе биде продлабочување и изголемување на локалната, регионалната, но и на евроазиската соработка со компаниите и со универзитетите. Така да денес универзитетот ги очекува своите пријатели од Русија, а веќе од понеделник започнуваат работните сесии и она кое што всушност ќе представува размена на научни искуства, стручни искуства на неколку професори од Русија и од Македонија. Токму така, еве кога станува збор за предавањата, вие често имате гости професори од Америка и од другите земји. Па како се задоволни студентите околу тие предавања со стручни доктори и други научни професори од другите земји? Универзитетот се обидува да обезбеди квалитетна настава за студентите и од тука скоро речиси на секоја единица. Во моментот има визитинг професори од различни места на светот. Тоа се определби на факултетите за кои што процениле дека тие професори во моментот можат да дадат сериозен импакт и подобрување на квалитетот на наставата и во моментот има скоро 70 професори од различни места кои што реализираат одредени активности. Во моментот се спроведува и Еразмус програмата каде што голем број на студенти и голем број на професори од други универзитети всушност имаат соработки на различни предметни програми, на различни проектни активности, на подготовка на идни проектни активности, така да тоа се нормални редовни активности на универзитетите. И она кое што всушност ја прави вредноста на универзитетите е токму таа слобода и таа автономија во која што можете да развивате соработки кои што може да бидат идни големи проекти од голем интерес. Токму така, кажете ни, кога станува збор за Еразмус плюс програмата, колку студенти досега имаат искористена оваа програма од Универзитетот Гоце Делчев, имаат заминато во странство да студираат и колку од странство па имаат дојдено тука на УГД да студираат? Имајќи во предвид дека Универзитетот Гоце Делчев е релативно млад, постои само 8 години, универзитетот веќе после 5-та година можеше да прима студенти од други универзитети и ние имаме одредена квота која што е согласно стратегијата и на Министерството за образование и наука, но и на Европската асоциација. Од тука во моментот во изминатите 3 до 4 години има повеќе од 150 студенти кои што заминале само по Еразмус програмата, но постојат еден куп други програми на факултетите кои што имаат соработка со други единици и со други факултети. Токму така, еве исто така универзитетот пред 2 недели подпиша соработка. Освен тоа што подпишува соработка нели со универзитети од секаде во светот, подпишува соработка и со општини. Најнова соработка беше со општината, со Скопската општина Гази Баба. Па кажете ни за каква соработка станува збор? Станува збор за една иницијатива на професорите заедно со градоначалникот на општина Гази Баба, каде што разговарале и поттикнале неколку иницијативи за градење на одредена стратегија за потребите на општината. Од тука факултетот за туризам и бизнис логистика, веројатно и другите факултети ќе се вклучат во изготвувањето на елаборатите и на она на кое што ќе биде потребата за општината. Од тука универзитетот ја има и својата општествена одговорност во средината во која што делува и градењето на обкружувањето и подобрување на целокупната локална, регионална и поширока заедница и простор каде што делува. Тоа се нормални текови и колку повеќе овие институции успеваат да дадат свој импакт во местото на живење, во средината каде што делуваат, толку подобро за сите. Токму така, еве Универзитетот Гоце Делчев покрај тоа што располага со 12 факултети и 3 академии тука во Штип, каде се имате диспрезирани студии и каде се можат да се запишат
студентите, идните студенти на овој универзитет? Универзитетот има свои наставни центри во Струмица, има наставен центар во Скопје, Факултетот за туризам и бизнис логистика е лоциран во Гевгелија, има наставен центар во Кочани, градовите како што се Радовиш, Пробишти, Пивиница се градови каде што се основани одредени технички факултети, како што е електротехничкиот, машинскиот и технолошко-техничкиот факултет. Така да тоа се места и мислам дека веќе на граѓаните и на идните студенти им се познати. Ние ги објавуваме и се обидуваме да ги споделуваме сите информации кои што се важни за сите заинтересирани кои што сакаат да конкурираат на универзитетот. Така да веб страницата е отворена, имаме и свој научен портал, наставен портал каде што споделуваме еден куп активности важни за младите луѓе и за целокупната општествена заедница. Кога спомнавте веб порталот, сакам да напоменам за идните студенти дека Универзитетот Гоце Делчев е еден од најдобрите универзитети кој го спроведува електронското учење. Кажете ни колку платформи се во ова електронско учење и што се можат студентите да користат кога ќе станат ваши студенти од овие електронски платформи? Универзитетот се успеа уште на почетокот од своето основање да го создаде тој така наречен електронски индекс каде што целокупната комуникација на студентот со администрацијата и дел во комуникацијата со наставниците и со соработниците на универзитетот ќе го одвива по електронски пат. И тоа е една навистина многу прагматична форма на која што студентите се задоволни и професорите, бидејќи тие повеќе немаат никакви контакти со студентските служби, немаат никакви контакти за потреба од плаќање во некои други институции, тоа можат да го регулираат целосно индивидуално и во било кој момент во роковите кои што се дадени. Од друга страна, во секој момент може да си го проверат своето сопствено досие и доколку има одредени недостатоци веднаш да се регулира. Тоа се веројатно времето во кое живееме и можностите кои што ги дава информатичката технологија влијаат на подобрување на целокупниот тој процес и забрзување на одредени текови кои што порано одзимале многу време или создавале некакви бирократски текови во комуникацијата помеѓу администрацијата и академската заедница. Така да тоа се универзитетот се само обидува да ги следи современите текови, можностите кои што ги дава информатичката технологија во интерес на она за кое што постојат универзитетите, а тоа се студентите. Студио, дали можеби имате прашање до мојот соговорник? Билјана, да, имам прашање, неколку прашања. Првото прашање ми е, слушнавме неколку меѓународни соработки дека досега се подпишани, и денеска се подпишува нова со Руски универзитет. Дали тоа ветува соработка на ученици, на студенти? Дали ќе бидат наши студенти праќани таму и можеби студенти од Русија да дојдат кај нас во Штипскиот универзитет? Тоа ми е првото прашање. Второто прашање ми е од кои градови доаѓаат и се запишуваат на Штипскиот универзитет? Дали можеби од Скопје има запишано некој на универзитетот и на кој факултет најмногу се запишуваат? Токму така, еве ќе ви одговорим мојот денешен соговорник околу прашањето за тоа со оваа меѓународна соработка сега што ја склучувате со двата универзитети од Русија. Дали студенти од Штип ќе можат таму да предстојуваат и да учат од нивните професори таму во Русија? Една од целите во договорот е токму и тоа, покрај размена на одредени проектни активности и размена на соработка со студентите. И ова не е прв пат што се случува со Русија. Веќе 8 години медицинскиот факултет има долгорочна соработка со Универзитетот во Самара, каде што повеќе од 50 на студенти и од Русија и од Македонија заминуваат и споделуваат одредени практични активности и одредени активности кои што ги предвидуваат факултетите како еден важен момент. Студентите и наставниците се клучната работа и во договорите кои што се подготвуваат или меморандумите за соработка, внатре се тие параметрите врз кои што почнува соработката и каде што треба да биде клучот на се она кое што ќе се случува. Уште да кажеме, кои се од Македонија, од кои се градови тука студираат во Универзитетот Гоце Делчев и од други земји? Знаеме дека во универзитетот имат склучена соработка и со студенти од Турција. Доста студенти од Турција студираат тука. Па кажете ни нешто повеќе за тоа.
Па добро, во јавноста се наметна прашање дека има многу студенти од Турција. Нема многу студенти, има некаде околу 200 студенти севкупно од Турција во сите изминати години на студирање. Од сите градови на Република Македонија има студенти и од Србија, има студент од Германија на медицинскиот факултет, има студент од Хрватска, од Словенија, од Бугарија, од Грција имаме студенти, од Албанија имаме студенти дури од Африка. Така да универзитетите се отворени за секој оној кој што ќе пројави интерес. Она што нашата статистика го покажува во моментот дека општина Аеродром има најголем број на граѓани или запишани студенти на универзитетот во Штип. Токму така, уште ова да го напоменеме, кои се најатрактивните факултети на кои се запишуваат студентите тука во Штип? Ако треба да се прави некаква ранг листа, тогаш факултетот за медицински науки останува оној факултет за кој што најголем дел од средношколците се заинтересирани заради можностите, заради потенцијалите. Она што е интересно е тоа што се зголемува интересот за природните и техничките науки, така да се повеќе студенти го препознаваат вредноста и важноста на природните науки, и она кое што всушност представува традиција, можеби новие простори, а тоа се општествените, правните, економските науки, можностите на отварањето на трите академии во Штип, ликовната, филмската и музичката академија исто така влијае на голема заинтересираност, бидејќи еден дел од професорите кои што предаваат на тие академии навистина имаат свое богато CV. Тука да споменеме дека Универзитетот Гоце Делчев располага и со некои катедри кои воопшто ги нема тука најблиску во Балканот. Еве вчера на Универзитетот Гоце Делчев има на Академијата на Музичката академија го спроведе завршниот концерт и за прв пат штипјани можеа да слушнат етнохармоника, како звучи етнохармоника и да бидат присутни на тој не секојдневен настан. Па кажете ни нешто повеќе околу оваа катедра која ја нема тука во блиска. Па добро, уште самото основање на Музичката академија во Штип се создадоа неколку студиски програми кои што професорите од Музичката академија, деканите на факултетите проценија дека тие се важни и тие беа акредитирани од Одборот за акредитација од Министерството за образование и наука. Станува збор за студиска програма по етнохореологија, станува збор за студиска програма по джез студии, на кој што раководител е професорот Антонио Китановски, сега и декан на Музичката академија. На дел од студиската програма по хореологија раководители, професори се познатиот армоникаш Илчо Јованов, кој што ја води катедрата. Потоа професорот Владимир Јаневски, кој што е еден од врвните етнохореолози, кој што тоа го веќе сведува на ниво и на наука во полето во кое што делува. Има една голема група на студенти кои што учествуваат и во национални оркестри, кои што постојано се со одредени активности на секаде низ светот, и многу други професори кои што во моментот не можеме да ги споменеме, меѓутоа кои што дават посебен белег на тие важни студиски програми, на кои што на некој начин представува важност и можеби од национален интерес. Јована, дали имате некое прашање до мојот соговорник? Билјана, ти благодарам полека, но сигурно по се ова што можев да го слушнам, Штип станува и универзитетски град. Ти благодарам, ви посакувам убав и успешен ден, заблагодари се разбира на соговорникот и од нас. Почитувани, останете со нас. Правиме кратка пауза и одиме во Велес. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. За енергија, за здраво тело, за убаво тело, за љубов.
Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Патуваме во Велес. Веќе е со нас колешката Дијана Иванова. Дијана, ќе ни представиш соработка која што ги избратими учениците на Полска и Велес. За каква соработка станува збор? Да, токму така, денес ќе проговориме за она што за прв пат се случи пред 6 години, кога средното училиште Коле Неделковски од Велес за прв пат ја воспостанови својата соработка со средното училиште. Да ни се врати колешката од Велес. Дијана, дали сега може би се слушаме? Јас добро ве слушам, претпоставувам дека има некој технички проблем. Се надевам дека и вие ме слушате мене. Ова утро во Ново од градот ќе ја представиме соработката која што средното училиште Коле Неделковски ја има веќе 6 години со средното училиште Станислав Сташица од Полска. Мој соговорник е директорот Ново училиште господин Боро Рисовски, и него ќе го запрашам од каде идејата токму за оваа соработка. Мислам дека прво да го погледнеме прилогот за каква соработка станува збор, да го задржиме вниманието на гледачите, да го погледнеме прво прилогот, па ќе продолжиме со соговорникот, директорот на училиштата. Се продлабочува соработката помеѓу средните стручни училишта Коле Неделковски од Велес и училиштето Станислав Сташица од Новоград, Полска. Веќе 6 години овие две општини разменуваат искуства во сите општествени области, а најмногу во образованието. Различните образовни процеси им дозволуваат на двете училишта да црпат новитети и идеи кои подоцна ги применуваат во своите училишта. Дека нешто работиме сами, мислиме дека сме најдобри, дека знаеме се. Меѓутоа, кога ќе споделиме искуства, кога ќе видиме како и на други места, во други училишта, во други држави, ќе украдеме некоја нивна идеја, бидејќи имаме идеја, таа ќе ја разработиме, ќе ја споиме со нашите и секогаш имаме нови настани, нови идеи, нови предлози, и секогаш имаме нешто ново да создадеме. Ќе се запознаеме со вашиот образовен систем и сето она што е добро, секако дека ќе го пренесеме и ќе го имплементираме. Денеска полските ученици ја посети локалната самоуправа. Градоначалникот Славчо Чадиев како домакин им посака пријатен престој во Велес и Македонија. Воедно ја напомена важноста на овој проект и цврстата поврзаност со оглед на тоа дека општина Велес воедно е збратимен град на полски Новоград. Оваа соработка е традиционална, значи се посетуваат едното и другото училиште, меѓутоа и општините се во непосреден контакт и регионите се со регионот Голенов. Во непосреден контакт, значи се одржува оноа што е карактеристично, токму целта што е соработка меѓу учениците, односно соработка помеѓу образовните системи и процеси во Република Македонија, Република Полска и со тоа фактички соработка проект кој што е во дел од соработка со Европската унија. Учениците во Велес ќе останат 6 дена, ќе се запознаат со историјата на градот, со традицијата и секако културните знаменитости кои впрочем ја отсликуваат историјата на овој народ. Истовремено група на ученици од средното стручно Коле Неделковски се во посета на Станислав Сташица во Новоград.
Галците скандираат постојано Меркел отвори ги границите. Македонската ракометна репрезентација се наоѓа пред клучниот предик. По моментов сме на Кнез Михајлова, во Белград малку свежо, градот. Екипата на телевизија Нова се наоѓа во општина Чача, која е една од момент како што можете да забележите војните бродови во позадина. Завршува изборниот ден овде во Србија. Бараме со спортски директор Сашо Чириче. Нашата екипа овде на Лесбос успеа да анализира какво е на пристигнување. За гледачите на телевизија Нова од Малме. На бегалците од страна на Турција. Пита, истражува телевизија Нова директно од Брисел. Дијана, нажалост не може да се видиме, но можеме многу добро да се слушнеме. Можеш да продолжиш да ни кажеш нешто повеќе околу оваа соработка, која што веќе, како што и најави, 6 годишна соработка? Тоа е техниката, нели, не знаеме, веројатно некои технички причини се појавија и не можеме да го реализираме ова наше линковско јавување во ново на градот, онака како што ние го замисливме, меѓутоа да не останеме должни на нашите гледачи. Јас сепак би кажала дека соработката која што има средното училиште од Велес Коле Неделковски со училиштето од Полска Станислава Сташица трае веќе 6 години. 6 години ученици од Полска доаѓаат во Велес и обратно ученици од Велес одат во Полска. Тие една недела престојуваат тука, покрај тоа што се дружат учениците меѓусебно. Има можност наставниот кадар кој што доаѓа да црпи меѓусебни искуства се со една цел да се подобрува образовниот процес во овие две училишта. Инаку да напоменам дека оваа соработка која што има Коле Неделковски со училиштето од Полска е прва ваква соработка во Република Македонија и таа беше потик и градот Велес да се збратими со градот Новоград, каде што всушност е и средното училиште кое што е во Полска. Нашите гости се тука веќе една недела, покрај тоа што се запознаа со образовниот процес во ова средно училиште. Да напоменам дека се запознаа и со убавините на Република Македонија. Ана, веќе можеш и да ги прашаш, ги гледаме дека и се со тебе и професорот од германски и директорот ги гледаме дека се со тебе, веќе можеш и да ги прашаш за она што ни го најавуваш дека одлично се примани во Велес. Ајде да слушнеме од нив. Да, токму така, еве, технологијата се смилува и на нас, ке поразговараме со директорот господинот Боро Ристовски. Господин Ристовски, 6 години се одвива оваа соработка. Многу кратко, од каде идејата и како настана? Идејата е едноставна, тргнува од тоа дека во училиштата не е само да учиме од книги на табла, него во рамките на воспитно-образовниот процес има потреба и дружење, комуникација како во државата, така и надвор од незе. Баравме начини за соработка и во една прилика ни се даде можност да разговараме со професори од училиштето од Полска, од Станислав Сташица. Интересно беше што истото на некој начин и они го посака, се обидовме да направиме комуникација, затоа ја известивме и општината дека сакаме да направиме некоја таква меѓународна соработка. Она што е олеснително, општината тоа го прифати и таа соработка почна. Како се чувствувате денес кога еве сте домаќин на нашите пријатели од Полска? По шести пат училиштето е домаќин, мене ми е драго што овој пат јас ги пречекувам како директор на училиштето. Првиот пат ги пречекав како професор.
Посетата е обострана, односно веќе 6-та година наши ученици одат кај нив, во истиот период они доаѓаат кај нас, значи рековме тоа е размена и тоа не размена нели кој кога може, него сето тоа го правиме истовремено. Наши ученици се дружат со учениците од Република Полска, нивните со нас тука. Мислам дека тоа во позадина се гледа во тексе и активностите веќе сега ќе има спортски надпревари. Да. Јас би сакала сега да поразговарам и со нашиот господинот Михаил Дача. Меѓутоа во преводот ќе ни помогне и професорката Верица Анѓушева Ѓоргова, која што ќе ни преведе. Најнапред првото прашање, кои се впечатоците од Македонија? Dobar den. Also unser Aufenthalt hier ist für uns wie ein Traum. Тука е како еден сон. Wir möchten aus diesem Traum überhaupt nicht од кој што aufwachen. воопшто не сакаме да се Wir разбудиме. verbringen hier eine sehr schöne Zeit. Уште од почеток се чувствуваме многу разгалено, многу добро. Unsere Gastgeber zeigen uns Нашите die schönsten Orte домаќини Македониens. не носат секој ден на најубавите места од Македонија Zeigen uns ihre Kultur и ни покажуваат und дел од erzählen културата uns über die Geschichte des Landes. и историјата на Македонија. Jeder von uns durchlebt diesen Секој од Aufenthalt нас овој auf престој eine го sehr чувствува individuelle Weise. на собствен начин, Aber das Feedback ist immer positiv. но резултатот е секогаш многу позитивен. Wir genießen unseren Aufenthalt mit allen Уживаме Sinnen. во престојот овде со сите сетила. Јас би сакала нашиот гостин да го прашаме за развојот на образовниот систем. Што е она што тие од тука ќе го понесат од кај нас? Што е тоа што ние од кај нив нели ќе го понесеме като искуство? Also wir hatten eigentlich keine Gelegenheit Нашето време беше über die Unterschiede zwischen dem многу ограничено polnischen и немавме време mazedonischen да Schulsystem дискутираме за разликите durchzudiskutieren. помеѓу Unser Zeitplan ist sehr разликите angespannt. помеѓу полскиот и Wir македонскиот konzentrieren uns образовен aber auf систем. die, eigentlich auf die Gemeinsamkeiten. Се концентриравме повеќе на заедничките работи, Denn nur Gemeinsamkeiten, diese Gemeinsamkeiten, wir haben herausgefunden, dass die Gemeinsamkeiten einen најдовме guten дека Effekt заедничките bringen. работи кои што носат многу добар ефект. Es wurde ein weiteres Mal bewiesen, dass Уште еднаш беше докажано solche Veranstaltungen дека sehr такви sinnvoll sind настани се многу добри und ein gutes Mittel sind, и се добар начин die Schüler auf eine natürliche Weise учениците на природен начин miteinander да kommunizieren комуницираат. zuzulassen. Јас би сакала студио пред крајот на ова наше вклучување во новиот градот да напоменам дека во овој момент и ученици на средното Коледен Делковски од Велес се наоѓаат како гости во Новогард во Полска кај своите врсници од средното Станислава Сташин. Кога тие ќе се вратат тука, ќе ни ги раскажат своите впечатоци, а ние преку нашата камера ќе ги пренесеме и до нашите гледачи. Студио, доколку немате прашање, ние од дворот на средното Коледен Делковски се одјавуваме. Само да напоменам уште пред самиот крај дека и нашата камера веќе тоа го покажува и гледачите може да го видат дека во ово училиште се изведуваат многу реконструктивни зафати, се поставува енергетска фасада, а сето тоа се прави со една цел да се подобри образовниот процес на учениците кои што во ова средно училиште го продолжуваат своето образование. Па и овие соработки се со таа единствена цел да се подобри образовниот процес на учениците. Дијана, ти благодарам многу за денешното јавување од Велес. Драго ми е што слушам дека уште една потврда добиваме ние македонците колку добри домаќини сме. Ти благодарам, ти посакувам убав и успешен ден. Почитување, завршивме и оваа работна недела, но очекуваат интересни и нови настани следната недела. Веќе подготвуваме дел од нив. Веќе во понеделник ќе можете да се запознаете со Пелагонискиот плански регион, со кои активности тој работи, кои се нивните остварени проекти. Подготвуваме и интересен проект кој што и го најавивме со колешката Ана Трајчевска од Битола. Ќе биде некој ден другата недела. Веќе работиме на тоа, а тоа е многу добра тема. Животот со Даунов синдром. Интересна и успешна приказна. Се надевам дека ново во градот секогаш го задржува вашето внимание. Ви благодарам
доколку е така и за оваа работна недела ви закажав средба за следната недела од понеделник до петок од 9 часот. Јована Костадиновска сум јас и ве очекувам на оваа фреквенција телевизија Нова. А до тогаш останете на оваа фреквенција, сега ве препуштам на мојот колега Иван Лазаров.